Сега продолжуваме со линковско вклучување во живо, а за тоа ќе биде задолжена мојата колешка Ирена Спировска, која што веднаш сега ќе ја видите и вие и ќе имате можност да слушнете за нешто можне интересно. Но јас ќе оставам, Ирена, на тебе за што ќе зборуваме во продолжение, да си најавиш, затоа што тоа си е сега твоја област во моментов, каде што за мене, како што гледам според насловот, а и сега ќе го имаме на ТВ екраните, е нешто што сите треба да не интересира. Добро утро и повели. Добро утро, поздрав до тебе, Слободанка, и до сите гледачи на телевизија Алфа. Утринава се јавуваме во живо од Националната установа Археолошки музеј на Македонија за да информираме за најновите откритија кои што ја збогатуваат богатата археолошка збирка на нашава земја. Ова лето, без разлика што ни донесе исклучително високи температури, сепак тоа не го спречуваше малиот и вреден археолошки тим неуморно да работи на неолитската населба Тумба Маџари, а ископувањата годинава донесоа неколку исклучителни пронајдоци за кои што ќе поразговараме во продолжение. Тимот на археолози го раководеше магистар Елена Стојанова Канзурова, кустос советник, па токму од неја ќе ги слушнеме првите информации за овие значајни ископувања со кои што се сретнаа нашите археолози. Пред се добро утро и честитки за младиот неуморен тим кој што успеаите со напорна работа да стигне до овие значајни откритија. Па да ни кажете, Елена, што всушност пронајдовте и кои се најзначајните откритија кои што го одбележа ова лето? Добро утро, Ирена, и благодарам за убавата најава. Значи, пред да малце поразговараме за најновите откритија кои што одбележа ова истражувачка сезона во Тумба Маџари, едно мало подсетување за посетителите да ја откриеме локацијата на Тумба Маџари. Значи, Тумба Маџари се наоѓа на некои 7 километри од центарот на градот Скопје, во општина Гази Баба, во населбата Ченто. И првите археолошки истражувања започнати се во давнешната 1978 година и од тогаш до денеска со поголеми или со помали прекини во континуитет се вршат археолошки истражувања. Ова година во рамките на годишната програма за работа на археолошкиот музеј беше и проектот за археолошките истражувања во Тумба Маџари, секако поддржано од Министерството за култура и туризам. И како што најавивте, и покрај високите летни температури, ова година имавме навистина изненадувачка, фасинантна истражувачка сезона. Тумба Маџари овој пат ни подари исклучителни и раритетни наоди. Сезоната започна со еден многу интересен археолошки наод во археолошката наука познат како зооантропоморфен жртвеник, или за јавноста да објасниме, тоа е симбиоза на тело на животно и човечко тело, но раритетно е во овој предмет што е представена жена. Значи, за прв пат имаме комбинација на тело на животно и тело на жена. И ете, тој предмет ќе биде нели понатака изложен во поставката на музеот. Следен исто така исклучителен наод, исто така во категоријата на зооантропоморфни предмети, но во форма на сад, тоест во форма на птица и со лице исто така на жена, е следниот наод кој што нели не мотивираше понатака да истражуваме со ископувањата. Покрај овие два наоди имавме во истражувањата најдено еден прекрасен пехар. Веќе овакви пехари ги имаме во поставката, но овој пехар е интересен по сликаната декорација. Пронајдовме многу садови од секојдневието, накид, изработен од камен, од коска. Најдовме многу исто така алатки изработени од камен. Сето ова го најдовме во една куќа, значи досега во Тумба Маџари се откриени 12 куќи, 12 објекти,
Ова е најновата куќа, во незината внатрешност најдовме една печка, го знаеме значењето на печката и најдовме уште една структура која што наликува на простор или на мини амбар, каде што веројатно се чувала храна, се чувале житарици. Ете, накусот тоа се наодите кои што ги најдовме во оваа сезона во Тумба Маџари. Сите овие наоди даваат една нова светлина и нудат нови сознанија за руралниот живот на првите земјоделци во Скопската котлина, но во исто време овие пронајдоци се од исклучително значење за постановката и воопшто за богатата археолошка понуда на нашава земја. Со нас утринава и магистар Магдалена Манаскова, директорка на Археолошкиот музеј. Па еве, што всушност значи сето ова што археолозите го пронајдоа ова лето за музеот, кога ќе можат овие артефакти да бидат достапни за јавноста и кога ќе може да ги видиме? Добро утро и од мене. Поздрав до гледачите на утринската емисија и ви благодарам на интересот за ова исклучително за нас, па и за широката јавност значајно откритие, истражувањата на неолитскиот локалитет Тумба Маџари. Како што спомена колешката Стојанова Канзурова, истражувањата се одвиваа во еден навистина тежок летен период, меѓутоа тоа не ги спречи археолозите да ги завршат и годинава онака како што треба, но истражувањата на терен се само почеток на она што значи еден предмет од археолошкиот локалитет да стигне во витрините тука во Археолошкиот музеј. Следи процес на научно-истражувачка работа и процес на конзервација, за да можат сите предмети, оние ексклузивни, меѓутоа не само ексклузивните, се она што е пронајдено на Тумба Маџари има исклучително значење, затоа што информацијата што ја носат во себе предметите е она што е значајно за нас археолозите. И по завршување на процесите ние работиме интензивно и на овој дел од научно-истражувачката работа. Веќе делот овие наоди од 9 септември ќе можат да се видат во рамки на постојаната музејска поставка во Археолошкиот музеј. Во оваа прилика би сакала да најавам дека Археолошкиот музеј веќе од утре, 15 август, па до 8 септември нема да биде отворен за посетителите. Да замолиме за трпение, затоа што во тек се интензивни работи на постојаната музејска поставка. Постојаната музејска поставка се работи во сите делови, не само делот кој што се однесува на праисторијата, туку комплетно се она што може да се види во музеот моментално е подложено на нови содржини, кои што се надеваме дека на посетителите на малку поинтересен начин ќе им го доближат она што ние како музеј го нудиме и сакаме да го презентираме. Веќе од 9 септември музеот повторно ќе биде отворен за посетителите и во рамките на постојаната музејска поставка, како што веќе кажавме, ќе можат да се видат и дел од наодите кои што ги спомена Елена, она што е најексклузивно и најинтересно за посетителите. Меѓутоа, за најголемиот дел ќе замолиме за трпение, затоа што процесот на конзервација навистина е сложен и бара повеќе време за да може сето тоа соодветно да биде презентирано. Во оваа прилика, кога сме веќе на оваа тема, многу важна за нашиот музеј, би сакала да најавам дека од следната година посетителите ќе можат да го доживеат заштитниот знак на Тумба Маџари, а тоа е така наречената голема мајка, односно антропоморфниот модел на куќа, да го доживеат во едно, за прв пат во нашиот музеј, поинакво VR искуство. Веќе работиме заедно со Сдруженијето за развој на игри Галактик Омнивор, токму на ваква поинаква интерпретација за да можат посетителите да се запознаат со животот на локалитетот, на неолитскиот локалитет, на начин кој што ќе им го
доближи она што ние сакаме тука да го раскажеме преку предметите, меѓутоа мораме да одиме во со она што се најнови трендови во музеологијата и сакаме да почнеме токму со Тумба Маџари како еден од најрепрезентативните локалитети тука во Скопје. Тоа се одлични вести. Ви благодарам на двете за споделените информации, секако за одвоеното време. Ете, вас ве подсетуваме дека веќе од 9 септември можете да го посетите археолошкиот музеј и со своји очи да ги видите значајните откритија од Тумба Маџари, но и останатите артефакти од постојаната постановка која што е изложена тука. Со оваа информација се одјавуваме, секако посакувајќи им на сите наши гледачи убав и успешен ден. Слободанка? Ирина, многу ви благодарам за овој разговор. Поздрав до овие прекрасни две дами кои што ни ја разубавија утринската програма. И како што кажав, ова беше една важна тема за сите нас македонци, така ли? И за овие нови археолошки наоди на Тумба Маџари.